Почитувани, добар ден, еве сме и во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ја завршуваме ова работна недела, иако работна всушност ќе ни биде и продолжена некаде до недела, односно работна до следниот викенд. И за оние кои гласаат, околу тоа треба да се посветат, и пак оние кои го обработуваат тоа гласање, како што сме ние медиумите, иако може би нема да се видиме за викенд, секако дека ќе го следиме гласањето и нормално кој ќе учествува во него, тоа е она слободна волја или обврска. А пак еве ние исто така по слободна волја ова наше собирање да го реализираме денеска на слободна тема, како што гледате, и еве ве поканувам веднаш и да почнеме за да имаме што повеќе време. 6091 924 925, ако имаме некого, повелете. Добар ден. Исто, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Зашто само ние се јавуваме и зашто овие што не можат да добијат не критикуваат? Зашто не вртат? Што е проблемот? Прстите ги болат, телефон немаат, ли плаќаат за вртењето? Што е проблемот? И не критикуваат зашто ние. Нека се јават и тие, еве зашто. Еве ја ќе да затворам однос, сега нека се јават. Како јас никого не сум искритикувал зашто се јавуваме. Па знаеме што да кажеме, затоа се јавуваме. Ќе се одмориме сега малце од избориве од понеделник, со по-релаксирани теми ќе се изборуваме. Јас не можам да ги сватам овие политичариве грабаната што го трчаат. Тоа е само за грабање. Ретко човек, ево овој дечко Бесимовиќ го слушам сега, лал да буе. Неќам да го коментирам што како она, се гледа детено дека е чисто, па немало школа, па има, има мозок, има памет, го слушам што зборува. А овој другиот што направи во Киселавода, сега си стрчува гаражи ќе правил и тротоари. Големата работа. И цел, како да речам, тим, цела држава застанува зад него. Тој требаше за тие 4 години да се докажи да ја дигне општината таму. Ја ми се чини сакаше расадникот да го дигни, да прави згради, ама нешто не го остави или што се случи, не знам. За да може да очарупа нешто. Иначе што? Луѓево треба да излезат и да гласат за човек. За човек кој стварно е грамотен, кој размислува, кој знае што знае. А човек што знае дека ништо не знае, а се знае, од него не баре ништо. Благодарам, поздрав. Да, добро, ете, истече времето. Ви благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, се слушаме, добар ден. Сега вака Исо. Кажете, да. Повелете. Ве поздравувам, повелете, да. Значи, во добра наска води овој премиерот и владата, начело со премиерот, али треба да направи реконструкција на владата по изборите. Например, увеле стои началникот на полицијата. Значи, тој ќе отепа черка и татко, откито треба тој да го разрешат од полицијата. После во Кавадаци, што беше председател на Основниот суд Лазар Нанев, значи осуден е за криминал и сега е поставен инспектор за криминал во полицијата во Кавадаци. Значи, поскито тебе тие луѓе да ги разреше, поготово овој одверен с началникот на полицијата. Значи, 300 проблеми има направено од Велес до Росован за она фабриката што демолира. Значи, тој ништо не работи, бране се вика. Поскито Тошковски тебе да го разреше тој човек, началникот на полицијата у Велес, па и Лазар Нанев. Лазар Нанев е даден на суд и още во полицијата е ставен инспектор по криминал. Како може криминалец да го турат инспектор по криминалот? Значи, после и овие инвеститор у Скопје 80.000 стана така тоа заклучени. Од скито себе тие луѓе да го апсат и онај Стефчо Јакимовски и онај што е на центар што е. Значи, Стефчо Јакимовски е на црната лица
ставени Карбушани не тебе да гласат за тия човек, тебе одмah да го гласат. Па и Герасимовски. Он му даваше дозволи да гади тие холидејни и Континентал. Ова е порака од натресата, поготово од... Ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Да, вие убав ден, повелете. Па сега, ова е последен ден што сме тероризирани од кампањата, која не личи на кампања, него само како да кажам... Па после и сами меѓусебно се тероризираме со тоа, кој е, зашто, кој е против, кој е предавник, кој е... Ама стварно така, мислам, ова кога ќе почнат овој ваков, овој таков, овој онаков, бе дајте програма нешто да видиме што ќе се направи, да ви кажам ова џабе фрлени пари што ние народот ги плаќаме. Значи ништо не ти дават, не ти кажуваат, едноставно они меѓу себе тука шанса да си се нападнат кој што направил, каков бил и што бил и што ти ја знам. Значи нас тоа уопште не интересира. Би кажала сега еве за градоначалничката, па не ли беа криви Мицкоски, не знам ВМРО, не знам, сите беа криви, само она беше права и на крај што мораше, значи пак она требаше да потпише за нов директор. Значи такви лаги испаднава сега од овие функционери, да ги речам, па сите се функционери, било кој на кој начин, значи такви лаги испаднава, што не можам да сватам зошто им беше тоа потребно. Значи на џабе не е речено на лагата и се кратки ногите. Па горе-доле сите се познаваме, сите од прилика денеска со компјутеризација можеш да дојдеш до многу овако релевантни информации. Така да ви кажам, ова толкаво разочарување, меѓутоа више ќе дојде, предпоставувам, крајот и со ова ѓубрево не можам да кажам, значи ја не знам од кога и пред избори, еве ти сега контейнерите ги празнева, ние уште месец дене, можда и више има кантите индивидуални, не ги собираат. Значи ова е, не знам, како да каже човек да земе едноставно и да ја тужи комунална хигиена или град Скопје. Значи ова е, не е само кантите да се овај контейнерите само да се исчистат. Значи кога правите треба, ова е загрозување веќе. Тука народ живее, не знам, ова значи од 2 чекам и фала Богу веќе да видиме од понеделник што ќе се случи и дали ќе се случи од ова што Така, ви благодарам. Да, кој е судејки според тоа каква е состојбата со отпадот, на вистина да можеш и порано да завршат изборите ако на вистина нешто ќе се случи после. Односно, ако само тоа е причината назначување на нов градоначалник, односно повторно по трет пат. Ако всушност токму нов градоначалнички мандат ќе ги реши состојбите, затоа што навистина има и делови од градот во кои околу контейнерите кои се на улица дури и веќе преминува една коловозна лента затрупана, само по една се вози, така да веќе надвор од сите граници и стандарди. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Да, убав ден, повелете вие. Прво сакам, мислам да, ама нема да сакам да воведеме нешто новина во ова емисија, да речем да се дали во очи во очи или во тек. Меѓутоа, пошто сега сме во предизбори, поинтересно е тоа, во наредната слободна тема тоа ќе го образложам, па ако го прифатите вие и граѓаните, добро. Ај вака, сега прво да речеме за избориве. Јас, значи, сега ќе направам анализа на кој ќе настани. Прво ќе речем, не се воде онака како што треба. Затоа што ние на овие избори, значи, во нивните манифестации, на излагањето на нивните програми, значи, ние ги гледаме само председателите на политичките партии. Тоа, значи, за мене тоа се глумци, кои, значи, не му позади нив седат представниците, кој ќе биде градоначалник, кој ќе бидат советници, не им дозволуваше тие да кажат каква е програмата нивна, кои се нивните, да речеме, до кое време, какви програми, дали ќе ги исполнуваат, услови и сето тоа, и на крај, ако не ги исполнуваат, да сами побарат со одреден број на подписи да бидат отповикани или сами да се отповикаат. Ја колку ќе се гледат, значи од сите тие, да речем, односно председатели на политичките партии, нон-стоп беа тие. И посебна замерка имам за председателот на владата, види тој е председател на влада на сите нас. Зашто тој водеше кампања? Тоа не ми е јасно. Тој има заменик него во партијата.
во негово отсуство. Зашто не дозволи заменикот него да ја води таа кампања, а не да ја води тој? Ја мислам дека ако веќе е претседател на сите нас, тој не треба да се меша во овие услови на кампањи. Ја не можам да го... Да, благодарам. А кој заменик? За добро владење, вице-премиер, или некој друг? Мислам, секако се согласувам со ова што го велите, дали требал или не требал, е дискутабилно се согласувам во таа смисла. Односно, дали е пренагласено и така натаму, но веќе кога е, велам, па велите некој друг, па кого да стави некој друг, да му ја одработи работата како што тој би ја направил. Дури далеку од тоа, да не му ја одработат сосема спротивно. Затоа што гледате кој како заменик, едниот на една страна, другиот на друго води. Така да, а заменик се пишува и официјално гласи. Така да тоа по однос на замена. Сам најдобро, нели, зошто му е на волкот дебел вратот, за да не отиде во друга насока. А дали е, тоа е, велам, јасно друго прашање, дали е премногу во таа насока. Затоа сега заокружува кампањата, ајде, еве, приклучете се сите, па ќе биде за сите. Така да, ете, значи, кој сака, нека се приклучи на таборот и ќе биде за сите. Ако не, тоа е тоа. Се шегувам, но јасно дека има и тука доста. Ако ништо друго, за дискутирање дали кандидатите доволно имале прилика сами да се представат, односно да го покажат и тој нивен индивидуализам, или треба да ги представува друг. Односно, повторно доаѓаме до таа партиска припадност, послушност и така натаму. Наспроти стручноста. Се појавува некој и не е битно. Дали е, мислам, машко-женско родова припадност, што и да е, сега веќе не е само машко-женско, има и уште еден куп други родови. Но ете, не е битно тоа, не е битно како изгледа, не е битно партиски, доаѓа и кажува ќе го решам тоа, еве ви програма и готово. А овде, мислам, воопшто, особено оваа кампања, некако се чини сето тоа е во последен план. Како што и се функционира на крајот од краиштата, тие работи се во последен план. Секогаш назначување на директори, на тие јавни предпријатија и така натаму, сето тоа оди исклучиво по тие по тој друг обратен приоритет. Ако мора да биде партиски, нека биде, но нека биде тоа последното. Вака човек едноставно пак почнува да се сомнева, зарем тоа се најдобрите. И ако тоа е најдобро од најдобрите, кои се при тоа и партиски, не може ли подобро да најдат? Мислам, каде и да е воопшто. Не само на овие избори, воопшто, велам, директорски места и слично. Подобро. Барем нормално. Гледате, половина од нив или се во бегство, или за криминал и така натаму од директори на тие големи компании. Секретари, министри, поранешни се едно, како и да е. Некако, ако погледа човек колкаве, како излезноста што се намалува, тука пак процентот на инволвирани во организиран криминал на висока функција само расте. И тоа пропорционално. Колку е повисока функцијата, толку инволвираноста во криминал. Секаде, проневери, вакви и онакви за службени патувања, за што и да е. Тоа никој нема од работник обичен административец и така натаму. Се тие високи, затоа велам, не може ли да нашле некој барем да не е таков, да е коректен, чесен. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па, од тие причини, друже Исо, ја предлагам меѓународен борд. Луѓе кои не се замешани во криминал, кои се професионални, кои се
во Македонија и кои нема да било која акција што ќе ја преземат да се третира како политички реваншизам или освета затоа што сега ние сме на власт. Туку кои реално ќе ја прочеслаат целата државна управа од премиер до доле и кој ќе видат кој што е направено, се знае каде онаму кај Буба Швабине во Идризово. Тоа тие причини. А и на така одиме, гледате дека ние сме веќе банкрот држава, секоја година се поголем буџет. Меѓутоа ја денеска ќе разговарам за тоа за една друга тема која се бале, а веќе цел ден ме прогања, тој прочитав на интернет уште една состојба. Тој пазете во македонското здравство се лечат 466.000 луѓе кои се во сивата зона. Го прочитав. Што значи тоа? Остваруваат приходи, а користат бесплатно здравство. Па како сакаме тогаш да имаме добро здравство? Кажете ми. Ако 500.000 луѓе ви зимаат пари, а не го пунат буџетот. Втората работа, која прочитав сабајле, не знам 24 инфо дали е ваш да не речем сајт, лековите произведени во Македонија се 50% поевтини во Србија отколку кај нас. Од истиот производител. Ке го кажеме алкалоид. Значи, бипресото, таблетите за притисок и за срце, што ги користат луѓето со хроничните што се со хипертензија, во Србија може да ги купите за 60 денари, али во Македонија, иако се на позитивната листа, се 130 и кузор денара. А да не зборим уште колку има такви лекови. Дали уочивте како се празни македонскиот здравствен денар од монопол од алкалоид? И затоа ние немаме ностоп проширување на... Така ете, истече времето. Благодарам и поздравувам. Секако, но треба да се провери тука колку или кои фактори учествуваат во формирање на цената. Односно, која е она фабрика цена, а колку има понатаму дополнително, не знам, оптоварувања, ДДВ и така натаму. Слично како со и се друго на крајот од криштата. Ние коментираме кај земјоделските производи се поевтини во ЕУ, отколку кај нас. Отколку оние произведени кај нас. Се увезува месо од другите земји кој е поевтино тука. Затоа, велам, да, треба да се види колку е производствената цена, производната, а што понатаму се додава. Дали во случајот лек или што самиот производител тука го продава по повисока цена, а надвор по поевтина. Или иста цена дава, или е незабележлива разликата, а потоа се надоградува цената од, не знам, или со кој какви маржи. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, да, се слушаме. Предходниот гледаш да земе фокус, па косата малку да му се дигне. Ја го читам нешто и собе, тоа не знам. Не знам до кога кој држава ќе постои. Криминал до криминал, криминал до криминал. Фокус е највише тужени со нешто, дето што ако напише, одма ги тужат. Има сјајни новинари што доста пати се тужени, ема изгледа стално ги добиваат споровите. И со што да кажам, деградирана држава се гледа дека држава не е. Од 78% кој се накачија овакво 353 кривичниот закон не го сменија, а избори има. И осудне се градоначалници пратени ќе еден куп, мала држава, значи бандитите се множат, се поголема и поголема банда. И ја увек сум рекол, 10 години истото го зборам. Истото, некој тече, некоја четврта, пета партија да се јави, кој левица, например, да видиме да некако да обстоиме. И некоја благосостојба народа да. Иначе со овие партии, не, мадерна. У фокус исто се изненадив. Чашка, например, 57% македонци, 35, нешто албанци, 5, нешто турци, 2% останат да победи туи. Наместени чисто, и тоа знам од кого се наместени. Наместени чисто избори. Се гледа и од кого.
дуи да победи. Не знам до кај ќе. Се расипани работи, порасипани. Поздрав и со. Поздрав до вас, секој добро, повелете кој ни е следен. Добар ден. Господин Исо. Исто така, повелете, добар ден. Господин Исо, јас изборувал за следново. Аха, кажете. Имено најтрагични фигури во овие избори сега ќе бидат баш победниците од ДПМН. Најтесното раководство на ДПМН. Имено, за да добијат гласови, почна да јаваат на бранот на култура од Сидор, што го изврши УДБА, обезглавувајќи го македонецот од своите водачи, а тој културоци предизвика нова вистина спротивна на илитерската идеологија. И како таква создаде такви патриотски вредности спротивни на историските вистини, но нормални за да голем дел од народот создаде автоцензура, самиот да си забрани да мисли поинаку од тоа како е нормално наложено, пропагирано од удбашките структури кои го украдоа капиталот или помогнаа да се украде. Тоа го знае раководството на ДПМН. Значи ДПМН е против ВМРО. Тие победуваат. Очигледни се дури искриените закани кон ДПМН од структурите кои ја поддржуваат таа партија да не скршне од патот кој го трасира мало со просрпска димензија. Заканите се во вид на критики да не попушти Мицковски пред европскиот диктат кој е предизвикан фактички однатре од Македонија со појавата на Титовиот македонизам, кој што е противен на илинденскиот македонизам. Па нека му е се... Ви благодарам, поздрав до вас. Што мисли следниот учесник? Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Овој бугарофилов цело време зборува УДБА против Мицковски, бил гласал за Филипче. Зошто? Затоа што Мицковски не сака да го менува уставот, да ги стави бугарите уставот. Кажи човече дека си бугарофил, дека навива за бугарите и готово. Цело време демагогија шири, го лаже народот. На што личи тоа? Што треба според него? Да се бугаризираат македонците и да нема македонци у Македонија. Треба да му забраниш да се јавуваат вакви бугарофили кои што се штетници на македонската нација. Видовте што се случи, ќе доживее дебакал ова СДС, Филипче нема да даде оставка, затоа што се плаши да не иде во затвор, ако го изгуби имунитетот. Неговите членови, ако не го избркаат на клоци, ќе пропадне партијата, сите ќе избегаат узнам и у левица. Тоа го предвидувам. И што да кажам друго? Значи, голема победа, овие, како велја, што не излегуваат на гласање, треба да се казнат тие, тоа треба цел народ да излезе на гласање, а сите кои што плукаат секоја емисија, секој ден по владата ги бранат предавниците, значи и они се предавници. Исто така и што плукаат по мерката 7.000 што ја качија пензијата, после изборите сите тие да не добијат по 7.000 денари што беше покачувањето, да им се одбијат пензијати, да се даде на социјални случаеви невработени. Толку неблагодарни, со ѓаволот би се споиле. И за ѓаволот би гласале на Скопје само... Благодарам, поздрав. Ако сакаме да бидеме избалансирани или треба да оставиме секој како што размислува да си го кажува своето мислење, и тогаш правите односно се прави тој баланс кој ја отсликува, значи природно, спонтано се прави тој баланс кој ја отсликува реалната состојба. И може да се измери тогаш и одмери каде претегнува, кон која страна повеќе или кон кои страни ако се повеќе фактори.
Ако сакаме го одржиме пак тој баланс, тогаш треба или и едната и другата страна да ги оневозможиме. Или на едната и другата да им дадеме право, односно трета, четврта, која и да е. Се друго е дебалансирање, односно наметнување, импостирање само на една идеја. И тоа засилување на тоа, така што укинуваме друго. Така да во таа смисла, во редие, тоа вие што велите, ако не ви се допаѓа некој така натаму, но ако зборуваме за баланс, тогаш треба и вас и него, да речеме. Па се одржува баланс. Па потоа и тој и се одржува баланс. А вака еден се трга еден за да се засили друг. Тоа е она акција и реакција. Или се одржува во рамнотежа. А кој ќе излезе со подобри аргументи, ќе превагне тогаш и ќе натежне. А добро ете како е. Му кажа или кои аргументи му ги изнесе и така натаму. Тоа е тој резултат од дуелот, ако веќе станува збор за дуел. Да се не само да се дискутира изнесувајќи различни мислења, туку директно да се конфронтира еден со друг. Тогаш е тој дуел, но ако се тргне едниот, веќе не е дуел, туку едниот го тргате и излегувате од рамнотежа. Другиот тогаш има отворен пат и во ред. Не може да зборуваме, мислам во редија, но не може да зборуваме за објективност. Зато, како што по однос на демократијата. А имаме излезност каква имаме и така натаму, или легитимност и слично. А легитимитетот е најважната работа во политиката. Таа е клучниот момент, легитимитетот. Легитимитетот е основа за сите носители. Суверенитетот и легитимитетот тие произлегуваат од народната волја. Тие се горивото. Ако ги нема готово, стивнува. Се гаси моторот, се спуштаат обртаите, се гаси. Тие произлегуваат, велам, од народната волја и се генераторот. Така исто и со овиете дискусии наши, кои може да се, велам, и размена на мислење и дискусија, но и директно, конфронтирање, секако цивилизирано ако е. Но конфронтирање, ајде, ќе гледаме не дебата класична, ќе присуствуваме туку на дуел. Затоа е дуел, треба да има две страни најмалку. Не мора да се двајца, може да има повеќе имена кои застапуваат една страна, повеќе имена кои застапуваат друга. А дуелот е во смисла на две различни мислења. И сега како да се испрли едното мислење за да продре само едното. А да зборуваме за објективност. Исто како што да зборуваме за демократија излегле под 50%. Повелете. Добар ден. Добар ден, господин Шо. Поздрав, до вас се слушаме. Ја ве поздравувам. Благодарам, повелете. Видете вака, овие локални избори, кампања беше навистина многу валкана, меѓутоа во последно време стана дури и опасна. Што значи тоа? Што значи тоа? Да. Опасна. Сте на вашата телевизија видов пред некој ден дека во некои школи во Куманово, не случајно, и во Скопје се поставени бомби. Што значи тоа? Тоа значи да се сее страх кај народот за да и поред малата излезност што беа на овие избори, уште помалку ќе бидат, не дај Боже, да се спори некоја таква работа што не би требало кај нас да се случи. Видете вака, исто така ќе кажам дека поред ова слабата излезност, тоа значи дека народот не е заинтересиран многу за овие политики што ги водат овие моментално партиеве. Овие избори излезе дека... Јасно, да, тоа се однесува на сите, да, точно, таа ниска излезност, да. Нема помина, да. Тоа значи дека од неја не беше народот задоволен од нивното владење
Да. Да, така, да. А сега малку на Дуј му се потсечени ова крилцата, бидејќи му отиде Чаир, му отиде Рачиново, му отиде ова и Сарај, тоа беа нивни бастиони. Меѓутоа, сепак пак се надеваат, еве што сака да искористат. Еден од овие челниците на Влен, Касами, тој кажа дека во Кичево не смее да добие македонец ова градоначалничка функција, бидејќи еден од Дуи уште кажа дека Така, благодарам ве, поздравуваме. И ете, сето тоа во контекст на овие хибридни напади, така да кажеме. Што може да се третира како хибриден напад или воопшто напад? На крајот од краиштата и тие повикувања, дали е најблаго кажано тоа упад? Упад во демократијата, во слободата на гласање по сопствена совест. Насочување, зошто те велам постојано загрозување на демократското, затоа што се бара да се искористи гласот за популистички намени, односно определување. И нема никаква аргументација друга. Тоа е исто како да кажете така е тоа. Исклучи го тој затоа што јас сакам. Или дај го гласот за тој затоа што дај го гласот. Зошто? Затоа што е подобар, затоа што ќе направи, затоа што од него ќе видиме повисока зграда или не знам подобра или не е битно подебел асфалт, помалку ќе се украде. Или воопшто нема. Нема ништо од тоа, туку дај го гласот. Зошто? Затоа што така. За да бидам јас. Исклучи го тој за да бидам јас. Гласај за тој, а немој за овој за да биде тој. И во тој контекст, значи, ете и бомбите. Дојавата за бомби, за среќа, лажни. Токму како дел од тој упад или напад хибриден. А кој го прави нападот? И сега кога ќе погледнете, ако споредите, еве и во Србија се зборува хибриден напад. Слични некои методи. Со таа разлика што за кого е што каков напад. Кај нас хибриден напад доаѓа од исток, за Србија се чини пак обратно. За нив пак нападот е од запад изгледа. А што е напад тогаш? И сега како тоа едно исто влијание за некого е напад, за некого не е напад. Е партнерство стратешко. Значи повторно доаѓаме, велам, до тоа дека различните влијанија се битни. И од исток, и од запад, и дали е партнерство, дали е што е соработка, но не се пресудни, не можат да бидат пресудни. Тие се само влијанија, дури ете и тие дојави за лажни бомби. А камо ли влијанија особени во смисла гласајте? Па која е разликата тогаш помеѓу влијание, не знам, од исток или запад, за кого да се гласа, и влијание од локален политичар тука што повикува на гласање? Не е битно дали етничко или какво и да е. Гласајте за овој што порачува. Која е разликата? Дали е упад или напад, ако е комбинација хибриден е секако. Но клучниот момент е да не биде пресудно и да нема ефект. Тука е таа ментална констелација, тој ментален склоп пресуден, кој треба да не наведе да одлучиме по слободен избор, а не да бидеме запчаник како што ќе не навијат. Гласај за тој. А зошто гласам за тој? Дај ми аргументи. Таа смисла, исклучи го овој или не му давај на овој или пушти го овој. Ниту да се пушти, ниту да се исклучи, ниту без аргументи. А во ред е и да се исклучи, и да се опомене, и да се укаже, и да се зборува. Мислам, за да мнозинството ги разбере состојбите. Но да се изнесат аргументите. Зошто е тоа така? А тогаш веќе не може никој да влијае ако се размислува и ако се изнесат аргументите. Па влијае, па што ако влијае? Кој да влијае? Јас одлучувам.
Ако не може да ми влијае тој што ќе каже повика гласајте за овој, зошто да гласам? Кажи ми зошто, како на улица некој да ајде ти оди сега тамо по таа улица, зошто да одам, секој ќе праша. Секој бара објаснување за што и да е. Глава да ве боли, еве ти апче, а чекај што е ова апче ќе прашате. Не, делува добро, знаете, како, што, одлично ќе ти помогне аналгетике. Никој слепо не зима така. И добро кога му дава. Значи да гласај за, зошто да гласам? Па затоа што со него ќе биде подобро и тоа. Никој не кажува тоа. Ако се одолее на тоа, тогаш пак секако и на какви да е влијанија ќе се одолее. Дали од исток биле, дали од запад влијание. Гласај за исток или опција некоја каква и да е. Црните утра или како ги нарекуваат, не знам, со Србија и Русија или не знам светлите изгреј сонца од западот што ќе изгреало сонцето. Кој што сака нека зборува, дај од каде ќе изгрее, не ме интересира, туку што нудите? Влијание ми нудиш. Ништо, дај ми конкретно, објасни ми, па не ме интересира од каде. Да се одглават процесите, ако одиме кон неу, да видиме што е. Ако не одиме, да видиме каде одиме. Но не тие да не уништат, еве ова, не гласај за него, не прави за него. Тоа е, велам, суштината и во таа смисла и на овие избори натаму треба да се насочи. Инаку, не само дека се намалува, укинува демократијата, туку оди во насока да стане тиранија, автократија и еден куп други термини кои означуваат состојби одредени. А тоа е токму тоа. Овој исклучи го, овој избери го, гласај го. Каде е демократијата? Тоа е директно во тиранија и демократија. Одење веќе со сигурни чекори. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, се слушаме. Исо, јас сум, така? Да, повелете, вие сте, да. Фала. Вака сега. Со кампањата на парламентарните избори победи лагата. Зошто го велам ово? Ми вети Мицковски дека ќе го поништи преспанскиот договор, дека ќе го врати името. Ми вети дека ќе го поништи бугарскиот договор. А во цела оваа година дена се служи со лаги и невистини за покачувањето на цените, бидејќи за да се покачат цените, тоа било договор меѓу Мицковски и маркетите и продавниците. А затоа, овој народ нека мисли дали ќе гласа за лагите, што се сега ги кажува Орце Георгиевски, 3 пати да се преврти, тоа се го кажува, не може да го оствари. За амар не зборува. Ете, и го извреđа човекот, како сака, така народот нека гласа. Меѓутоа, нека одбери дали ќе гласа за лагите или ќе гласа за нешто друго. Тоа е наша одлука на граѓаните. Меѓутоа, нека се сетат дека сме излажани за многу работи од страна на Христијан Мицковски и неговите сите тука што се наредени министри со по 6-7 илјади и 10.000 евра плата. А да прашам уште нешто. Некни слушам излегува Марија Митева со 7.000 евра плата под паролката на владата и зборува најпогребни зборови за Стефчо Јакимовски. Ајде, нека се прибери и таа малку. Уште не е порасната и дорасната, нека оди дома, нека и ги сменат пелените што ги носи уште. Толку имам да кажам, поздрав. Благодарам, поздравувам. Само не знам тоа за платата колку е, каде сте го виделе, не велам ми дека не е, но некако ми се чини тие работи, иако би требале да се во рамки на транспарентноста, може би сега се и обзнанени, но генерално барем до кога пред некое време не успевав да ги видам на официјалната страница. Иако велам би требале да се доно јавен пристап. Ако сега се, ете, затоа се оградувам, но токму подносете на изнесената сума, велам од каде ви е, ако е официјален податок, одлично дури, ако го објавиле на страницата на владата, тогаш во ред, тоа се вели и транспарентност, и отвореност, и во ред се ублажува и тоа чувство, ако сметате дека е висока, ако е објавено, веќе барем е официјално, па може да се дискутира. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Добар ден, повелете.
Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, почитувани со. Почит да вас, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па на вистина, дури предизвикува кај мене жалост ова што е ваква атмосферата кај шарениот табор. Гледам, имаме и бугарски представници од СДС, од Левица, од ДУИ, сите се собрале против ВМРО, но во таа збирштина, шарена збирштина, некако атмосферата е како наврнати мачиња, скиснати фаци, како мафијашки погреб. Некако нема потреба толку да траорни да видат, ожалостени да видат, и кога повикуваат странци, камшикари, стечајци, странски бордови. Значи, ќе ги замолам, Македонија си определи партија и државник што ќе ја води, што ќе ја средува, му даде доверба, а странците, камшикарите, стечајците и странските бордови нека си ги викнат дома, овие од СДС, од Левица, од ДУИ, нека си ги викнат таму во своите партии, нека си ги средат, па така средени, нека излезат на следни избори. Еве, ки има до 2028 година, време да се средат. А кога викаат дека требало да се спаси сега Македонија, па јас мислам дека токму тие шарените јунаци ја спасуваа Македонија 2015, 16, 17, и носеа правда, мир, парите кај граѓаните. Сега колку пати ќе ја спасуваат овие шарените Македонија? Или пак сега сакат да ја спасат Македонија како тога што ја спасија, па не севернизира, дуизира, не бугаризира и така натаму. Значи, стварно, ајде, јас не сум политичар, но ќе дадам едно не предизборно, него постизборно ветување. Еднаш за секојаш да ги напуштиме овие политички тензии и теми, да си разговараме еднаш за некои цивилни теми, расположени теми, па Боже здрави, ќе се слушаме во наредни прилики. Да, благодарам. И јас се надевам и како и да е, секако одиме кон тоа. Од понеделник нека завршат овие избори, што и да е, токму тие цивилни граѓански теми да ги ставиме во прв план. Барем ние, оти на крајот од краиштата, нашите потреби граѓански тие треба да се во прв план. И токму треба да бидат насочени во барање одговори од тие кои ќе ги преземат, кои ќе дојдат на чело на локалните власти. Ако се занимаваме со тоа кој, како, од каде дошол, повторно ништо од тоа. Туку напротив, треба бараме токму да ги подсетуваме, да им укажуваме на тие граѓански состојби и потреби, затоа што мислам добронамерно и го велам ова, голем број од нив, не речеме, можеби и не ги знаат сите состојби, така да има соработка. Тоа е она што треба и да го има како предуслов за добар резултат. Соработка со заедницата локална, за да може да функционира. Впрочем, тоа и тие го нагласуваат и потенцираат, барем поголемиот дел од нив, дека ќе бидат достапни, ќе го слушаат гласот на граѓаните. Така да, секако, да одиме во таа цивилна насока и преку тие теми и очекување на конкретни резултати. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав да вас, повелете. Се слушаме, да, повелете. Да, јас во вашата емисија многу ретко се во, мислам, пошто нема време, сум запатен, а ја гледам телевизија стално. Сега се ме провоцира жената пред тоа се јави, значи жената дали од битола, кисела вода, кратово, значи од тек да се јавува, и сега за Мите да кажа за платата. Па добро, јас не верувам толку баш плата, ама мене ме интересира зошто да кажам жената од каде е тоа плата, кој ја покачил толку платата. И ако изгуби ВМРО, дали ќе земат некоја друга иста плата или ќе се намали плата. Јас ако има толку плата се намали. Значи тоа е стварно висока за нашиот стандард, 7.000 евро, превисока плата. Сега реално да си говорам. Но друго ме тагира за жена што кажа. Она кажа во една емисија дека зима и изгубила 7.000 од пензијата. Значи што не е продолжално. Значи мене ме друго интересира. Значи не може да сваќа. Значи 6.000 има добиено сите пензионери, јас имам. И она 7 ако изгубила 13.000 покачување, значи ова е за 1,5 година. Колку пензија зима жената, ја молам, ако слуша емисијата, нека се јави, нека каже. Значи 13.000 да зимаш ти пензија, ова е тоа да
Зимаш покачување, ако е пропорционално, значи тоа е за мене навистина многу. Значи јас имав 13.000 пензија, сега зимам 19. Значи ова е навистина многу. И друго мене, значи кога се оваме, ако обвинуваме некој, да обвиниме, стварно да обвиниме, а не само да се лажеме, истата жена дека кажа дека изгубила многу од пиперот. Мене ме интересира, јас сум земјоделец. Како таа толку пари изгубила за? И како може толкова пензија да зима голема? Значи она зима по моje над 40.050 пензија. Јас сум земјоделец, зимам 19.000 пензија. Значи, ако се јавуваме нешто, да зборуваме, значи да се ја кажуваме реалноста, а не да критикуваме некој сега. За изборите се наврта. Значи, кој да е таква е кампањата? Не е ЕЗС, не ВМРО, јас никој не сакам. И да ти кажам реално, јас за никој не гласам. Затоа што многу... Така, да, благодарам ве, поздравувам, но повторно сметам дека е неопходно да се излезе, да се покаже сериозноста барем од граѓаните. Сериозноста во очекувањата, во барањата да се добие она за што се тие луѓе поставени. За да може утре и да се бара, повторно да се воспостави таа релација и на легитимитет, и на демократија, и на право утре да се бара од нив. Ние дадовме доверба, очекуваме, бараме. Бараме резултати или бараме друг кој ќе ги испорача резултатите. Затоа велам, макар и како се едно, неважечки ливчиња и слично, но да се покаже дека се тука луѓето и колку се и така натаму. Затоа што повторно со, не знам, така некоја летаргија, индолентност, кон што се оди? Ништо, мислам, што ќе се постигне? Дали до промени и резултати може да се дојде така или велам сепак на друг начин. Повелете, добар ден. Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете. Пред се сакам да кажам дека не сум партиски определена. Аха. Никога ще немам јавено на вакви емисии. Па повелете. Меѓутоа ме испровоцира да се јавам. Значи, јас сум од Кисела Вода и кога веќе Господ ни дава човек кој што има дела. Так. Многу добро знаеме господинот Орце што направи за Кисела Вода. Да, значи има дела, има успех. Зашто да не му дадеме шанса да го направи тоа за цело Скопје, не само за Кисела Вода? Ме разбирате? Да, сосема. Да, значи човекот има план, има визија и работи за од срце, уствари, викам. Секогаш сме го гледале, сум го пратела вакво речи го и на социјалните мрежи, и на телевизија, и се. Значи, он сето тоа што си го рече го исполни. Так. Зашто да не му дозволиме да му дадеме шанса тоа што го направи за Кисела Вода да го направи за Скопје, а ќе го направи. Так. Да. Да, тоа за платите, знаеме кој ги покачи платите, не навлегувам во тоа, ви кажав, не сум партиски определена, меѓутоа секој со својата плата си одговара, си ги качија, тогаш требаше народот да излезе, а не сега да збориме. Ние сме многу јаки на телевизија и на социјалните мрежи, а кога треба да се излезе, си да седиме дома. Така. Поздрав многу. Благодарам. Се најубаво, пријатно. Исто така, секој е добро и до вас да се слушаме и повторно за добри разговори. Ете, стигнавме до крајот. Не знам, за крај пред овие избори, пред вториот круг на избори, во овој последен ден и од кампањата, кога сите повикуваат да гласате за одредени политички актери, порака секако не сакам да испраќам, дури ниту совет. Едноставно, моето мислење дека треба да се излезе на избори, да се гласа по собствена совест, како што кажа и гледачката, ако сметате дека некој имал или ќе направи одредени дела, успех, резултати, тоа е таа слободна волја, да му се даде прилика, шанса, но да не се дозволи да се вашиот глас да се искористи, како што кажав, за
политичко подкусурување за или против некого. Особено, или кога стана збор за локалните избори, треба да се избере локална власт која ќе ги задоволи граѓански потреби и тоа треба да биде над се, независно кој е во прашање или од која партија. Ако мислите, знаете кој е тој, подржете го. Па ќе дискутираме од понеделник, секако потоа ќе дојдат на резултатите од како ќе завршат изборите. Имајте пријатен викенд и од понеделник се гледаме, се надевам во добро расположение. Довидување.